Драги мои, еве нево уште едно издание на Ништо лично. Местото каде што звездите отвораат душа, или барем ние се трудиме да им ја отвориме, да го извлечеме од нив сето она што како информација, како емоција, како приказна можеме да го извлечеме. Најчесто и не мораме заради тоа што ние сме, како велат од оние френдли типови кои сакаме да ги викнеме на гости на муавет, а тие ќе си го кажат она што имаат да си го кажат. И денес една ексклузивна гостинка. Дамата која уште од девојче или од самиот чин на раѓање уметноста или поточно театарот ќе биде во гените, ќе биде во крвта заради тоа што потекнува од комплетно уметничка, односно актерска фамилија. Незиниот дедо, легенда на македонското глумиште, незините татко и мајка исто така познати и признати актери, па и незината помала сестра ќе тргне по тој пат, како и таа самата. Иако на почетокот, наместо со актерството, прво ќе се запознае со пијанот или со клавирот, како сакате, ќе заврши нижо музичко училиште и може би сите се надеваат дека ќе стане музичар, ама ќе му се скара на клавирот и тоа долго време, додека повторно не му се врати. Во меѓувреме, уште од малешка ќе ги засака животните, дома вистинска зоолошка градина, од желки, мачки, кучиња, папагали, крчаци, не знам што веќе, за во посериозните или, како се вели, постинеџерските години, да се влюби во едно домашно животно кое не е баш пригодно за чување во урбани средини, ама веројатно за незе најголемата споделена љубов и емоција кога е во прашање љубовта кон животните. Незиниот коњ. Ќе биде добра и во јавањето, добра и во глумата, па ќе игра и во театар, оти сакала, не сакала, ќе мора да заврши. Или ќе сака да заврши, како се вели тоа, глумачка академија. Ќе игра и во некои познати телевизиски филмови, особено во телевизиски серии, и во Македонија и надвор од Македонија, ќе биде забележана по своите што главни, што споредни улоги. Во секој случај ќе биде дамата која ќе го наследи она глумачка осташтина од семејството на кое припаѓа. Пред неколку години ќе се оствари и како мајка, незиното синче ќе го крсти по, за жал, незиниот прерано починат татко, еден од најголемите македонски актори. Ќе се врати во Македонија, оти претходно ќе излезе од неа. Сенките на животот се такви, некогаш ваму, некогаш таму. Откако ќе се врати, театарот ќе биде незин постојан дом, ама ќе му се врати, ќе и се врати и на првата љубов, на музиката. Случајна или намерна средба, или така сакала судбината со хармоникашот Мишел Трајковски и незините детски соништа за создавање на бенд која негува така наречената светска World Gypsy Music, а или ако понашки кажеме ромската музика, ама не она вулгарната, туку онаа која е традиционална и исконски запазена по светот. Дами и господа, драги мои, ексклузивно чест и задоволство ми е да разговарам со една дама која е вистински раритет по многу нешта. Ке видите и зошто. Јана Стојановска, добар ден, добре дојде во Ништо лично, зашто никаде ништо слично како во Ништо лично. Добар ден. Хвала ти многу за прекрасната најава. Се заслушав, се викам, види како убаво. Види, јас знам и стендап монолог да си држам, ако не сум актер. Супер. Во Македонија си последниве години, сега кажи ми како тоа се вели Скопје вија драмски или Скопје вија Gypsy Project, од каде една родена актерка да се најде во пеачките води? Па знаеш како, јас сметам дека таа уметноста како уметност не исклучува, туку вклучува. Сите луѓе имаат некои таленти, некои имаат еден талент, некои имаат повеќе таленти, да видиш како готвам, да видиш како готвам. Да, па добро. Пак ќе велам, не ги исклучува уметностите, туку ете во мојот живот така некако се случи да се
да се вклучат сите таленти. Јас од мала пишувам музики, текстови, толку колку што сум можела, толку колку што сум била спретна. Меѓутоа шоу бизнисот бара да се фокусираш на една работа. Сега како течел животот, мене наследство ми е театарот. Јас сум порасната во театар на сет. Просто глумата е нешто од кое што немаше каде да се бега, затоа што таа влече те привлекува, интересна е, буди во тебе магнет. Буди креативност. Музиката е нешто што е некако го доживувам лично мое, пошто од семејство само јас некако така. Така, не ти има прво пејачко искуство. Те гледавме и на настапите со Раде Шербеджија на неговите концерти во Скопје. Конечно, публиката те памети по оној прекрасен дует со, за жал, прерано заминатиот Владко Илиевски. Она убава песна Празни зборови, така ли беше? Каде што така побуди доста емоции. Ајде да прашам, ја свирите ли вие во свој стил на во вашиот репертуар, сте ја вклучиле ли? Се уште не. Ама добра идеја ти. Не, ја имам во памет, меѓутоа следниот план е да се фокусираме на наши авторски песни и да ги вклучиме во репертуарот. Така. Скопје. Веројатно тригерот за она што си го имала подолго како идеја беше запознавањето со Мишел Трајковски. Така ли се запознавте на јако успеав да се сеќавам и да ископам на еден сет за видеоклип, така ли му доаѓа? Да, за видеоспот. Тоа е многу интересна приказна, фино кажа судбински некои работи како се случуваат. 2018 година јас бев дел од еден негов музички спот Тарантино и прво е чудно заради тоа, фасцинирана бев заради тоа што инструменталист одлучил да седне да направи со вистински глумци, пошто краток филм е спотот, не е играчка. Скапа играчка и тој спот. Беа покоен Ванчо Петрушевски, Шеки, Тино игра, јас, баш бевме глумачка екипа бевме на сет. И интригантно супер, потоа патиштата мене ме однесува на некоја друга страна, за да се споиме повторно 2024 ми се чини година, тоест пред 2 години, така. Пред 2 години на снимање на една емисија. А јас летото предходно, во Суботица на еден плоштад, ја слушнав Тарантино, како ја свири некој во живо, викам Лелена Шеве се тука. И со детето бев, се спакував, јадевме нешто, се спакував на брзинка, отидов да видам кај што ме води музиката, гледам, не беа нашите, меѓутоа ја свиреа Тарантино, ја свиреа Тарантино джез, нумерава. И тука си викам, добро бе, зашто еве сега имам, ајде да го активирам, тука ми се роди идејата дека треба, пошто многу убава музика македонска свиреа во убави аранжмани и си викам, така, тука ми се роди идејата и непосредно брзо се најдовме со Мишел во иста емисија. Да. Прво направивте дуо, нели? Бендот дојде подоцна. Беше ли таа вестник, песната тригер за да дефинитивно решите дека треба да заедно соработувате и да направите и бенд? Па не обратно беше. Идејата беше да го направиме бендот. Меѓутоа побрзо испадна песната од бендот. Да, кога седнавме креативно да твориме, тој на клавирот, јас со текстовите, пошто првото беше што знаеш ти да направиш, што знам ја да направам, ајде да видиме да го склопиме концептуално проектов. Ајде да пробаме наша песна да направиме, авторска за Gypsy бендот кој што ќе нели следува. И почна да излегуваат песни. Јас текстови, он музика и во еден момент сват, пошто јас сум кантаутор, јас знам да си напишам и музика, викам ајде сега ти напиши еден текст. Кај ја текст, викам сигурно ќе видиш ќе можеш. И му дадов мојата формула како се прави песна и седна и ја напиша Весникот. Весникот е негова авторска песна и музика и текст и аранжмани све. Вика и сега кој ќе пее? Викам, па ти ке пееш. Јас да пеем, викам, нема шанс, јас да ти ке пееш. И така исто се договорим. У суштина е дует, а не е дует, пошто
паралелно пеете. Пошто пееме паралелно заедно и тоа е една форма која што не е типична, ама јас сакам да излегувам од рамките и мислам дека супер, пошто нашите гласови кога звучат многу убаво. И одлучивме просто да го пуштиме така како што е искреирано. Повисоко и да се поклопува. Точно. Сега, кој беше кум на името, ствари, зошто Gypsy Project, односно Скопје Вија, го разбирам. Да. Скопје не, окей, Скопје Вија, ама зошто, чија е фасцинацијата со, не знам, таа ромска музика, животот на ромите воопшто? Костурица или Столе Попов, како му доаѓа? Паролата на бендот, која што ја смислив јас, е Being a Gypsy is a state of the soul, или да се биде многу ми е жал, многу ми е жал што мене помоќно ми звучи зборот циганин. Ама така и ги жетан звук. Многу ми е жал што е тоа сега навредливо за ромите во ова време денеска, заради тоа што моќта на зборот е многу аутентична, не е навредливост. Жал ми е што дискриминативно е користен. Да не сватат погрешно, ама тоа е. Не може да не сватат погрешно, затоа што јас сум со најдобра намера и мислам дека сум една од луѓето кои што најмногу ја почитува ромската пред се музичка култура. Така. Сега ќе ти кажам кај почна тоа. Кога ти се јави тоа? Ми се јави кога бев многу мала. Имав некои 10 години можда и нели аеродром, деца играат надвор, филмови се гледа. Идеме дома да гледаме филм. И почна еден филм, татко ми инсистираше да го гледаме, Цигани лете у небо. Аха, мислев дека е собирачи на пердови, ама не. Не, Цигани лете у небо и добро, супер, при коњи има. Музикава добра, музиката прв пат ја слушнав таму. Пошто е баш музика од ромскиот етнос. Така. Викам, види како добро, и се појави една женска, Рада. Рада беше неконвенционална жена тогаш заради тоа што беше силна и надмоќна. Беше слободна и беше силна. Сори, тебе те фасцинира. Ме фасцинира. Па и тука е феминистичкиот момент, ама после следно се појави Зобар. Кој што е машката главна улога, кој што знае да јава коњи, тие се џамбази, роми кои што тргувале со коњи, краделе коњи и така натака. Да, продаваат, и сега Зобар се појавува исто сериозен мажјак, фраер. И они природно се спојуваат. Што би рекле, пастов. Пастов. Што би рекле, ајде, добро. Знаеш ли како заврши филмот? Добро, слушам. Они се најдоа тајно. Они рече, јас ке те побарам за жена, отиде и украде една бела кобила и ја донесе пред целата шатра, пред сите собрани, пред целата комуна, ајде, и ја донесе и ја даде и рече, ти мене ќе ми бидеш жена. А она, која што пушеше цигара од чибук или од луле, му рече, важи, клекни. И он ја погледна и рече, ќе ми бидеш жена, се договоривме. Речи да. Она му вика, нема проблем, клекни. Знаеш ли што напри Зобар? Зема нож и ја уби. Аха. Да, и тука беше мојот прв шок. И тука јас се сретнав со љубовта која што е силна, тие природно биолошки како алфа примероци и се убија. После тоа татко и на Рада скокна го уби него, што е природно, и немаше ништо од мојот хепи енд. Јас сум тип на човек кој што сака хепи енд и порасната сум со Дизни. Цртаните, A Whole New World и така натака. Песните ви се визуализирани зборам за Скопје Вија, со овие што ги имате со видео спотови, особено Вестник е така, има повеќе глума, иако има и во овој другиве. Кажи ми, како се вели, подобар глумец од што се очекува или од што ти очекуваш или ти си подобра пејачка од што он очекува? Кој Мишел треба да се бави со глума. Сериозно. Мишел треба да се бави со глума, треба да, не знам, да седне да запише глумачка академија или да не запише, не знам, значи мене ми треба да запамтам текст, ми треба да не вака си ги
еве снимавме една новогодишна емисија. Меморира. Да, и сите очекуваа дека ќе ја водам, пошто се најдов во една ситуација, викам не. Ти ќе си ја водиш емисијата и си ја водиш емисијата. Си ја водиш емисијата, да. Кажи ми, знам дека идејата е не само да биде бенд, туку да биде Скопје Вие да биде музички проект, Gypsy Project, како што му е името, ама да биде проект кој во себе содржи не само музика, туку начин на живот, огледан во, не знам, можеби посебна гардероба, имидж, танци и така натаму, со еден збор да биде, не знам, нешто помеѓу кабаре и мюзикл, да кажем. Точно така. Тука од првото прашање кое што го постави, ќе ти одговорам дека тука симбиотички се спојуваат тие таленти. Затоа што јас не ја изведувам таа музика совршено класично музички, туку повеќе сме фокусирани сите на перформансот. Значи тоа е менување на гласот, цело време играм, цело време е танц. Цело време е некоја експресија која што гази точно на таа ивица. Затоа и се вика проект, не е класичен бенд. И ние иницијално имаме амбиција, мислам, ние сме концертен бенд кој што нели си го бара патот прво во Македонија, а имаме веќе остварено и успеси надвор. Значи имавме концерт во Маđарска, во Будимпешта, одлично пројдовме. Имавме во Црна Гора, редовно одиме на блудплови за Београд во Ателје 212 за да покажеме што сме спремиле ново. И многу не сакаат. И супер е затоа што гледаме дека има многу позитивен фидбек целото. И таму на глумците пеат колку што знам. А тоа е таа представа. Така ли? Да. Добро. Не знам кој од кого, ама или е тоа универзално? Тие од нас, затоа што таму почна 98 месечинија, кај нас во Драмски почна целата таа приказна малку порано. Да. И така, сега да се вратиме на глумата, на она што ти е... Ајде да ти одговорам за спотовите. Ајде за... Затоа што спотовите, кога седнавме да ги правиме, јас ги вклучив моите многу добри, драги пријатели од филмската индустрија. Ико Илија Каров, кој што ми е брат, вика ми ќе снимаме ли спот? Вика Јано, да. Само за тебе, ама да, всички спотови Илија Каров. Се менјаат, да не речам, годишни епохи таму. Па се менјаат годишни епохи затоа што многу убава енергија се собра и многу убава екипа, се собра филмска екипа и направивме краток филм и таму. Ајде реков да си играме, да видиме што можеме да направиме. Што можеме да направиме за 2 дена со сите... Јас работев костим, например. И мислам, јас и Ико заедно. Сега вториот дел од музичките спотови, тој спот е наша некако лична карта да видат гледачите, да видат луѓето што можеме да направиме. Од континентал до Гранап. Од континентал до Гранап, да. Ова другото е јас имав некоја идеја дека како модерно сега е 21 век, како чергарскиот дух ќе го представиш. Да. Не икеме да глумиме дека сме тие роми од тоа време, туку сакаме денеска да го покажеме тоа што го чувствуваме како пред се слобода на дејствувањето, слобода на духот, слобода на музиката и слобода на изразувањето. И затоа решив дека не е лоша идеја интериерни елементи да ги местиме во екстериер. И така да ги правиме видеата. И тоа функционира сега за сега совршено. Иначе, ако сме кај ромскиот свет денес, нема коњи со Мерцедеси и со овие како доаѓаат со БМВ. Има се и се што. Има се и се што. Мора да се вратиме малку на она што е есенција, на она што е основа. Ти беше од Бога дадено дека ќе станеш глумица или сакала неќела мораше да продолжиш семејната лоза што се вели, традиција? Па знаеш како, ние сме пораснати во театар
и сестра ми и јас, и имаше Природно. некои фазони од тоа време, као ќе направам све детево да не биде се глумец. бави со оваа Да професија. не го јаде овој леп. Да не го јаде овој леп. Да, јас размислувам поинаку родителски, затоа што најдобрите во тоа што го прават се обично генерацијски професионалци, не знам, ако дедо ти правил баклави, го научил татко ти да прави баклави, ти го имаш веќе тоа негде у генетскиот код, и како трета генерација ќе веќе го знаеш, ја знаеш материјата, позната ти е, не ти е туѓо, ти е дома. Сега јас тоа некако како што ми се падна, немаше што друго да завршам освен евентуално музичка академија, ама бев усмерувана да бидам во некој центар, во некоја жижа. Ја завршив во Никола Карев средна школа, во основна учев во Димитар Миладинов во центар. Иако математика имав кетска врата цел живот. Сите уметници имале кец математика. Страшно. Битно завршив во Никола Карев. Нели ради друштвото, ради пријателите, пријателствата, од тоа останаа фини приказни. И после тоа во Карев, затоа што имав математика Веројатно и кетска љубовна. врата. Ни приказни, веројатно и по некоја љубовна. По некоја љубовна која што кај мене се преточи во основна школа, во информатичко и математичката гимназија, ние направивме драмска секција. И три години. Не сум љубов кон уметноста. Да. Ние да си го дадеме нашата, нема избива, тоа е водата тече, ќе си најде патка. Да, математичар немаше да видам никако, значи алгебра секоја чеснак тие што ја користат. Беги сега Корчагине математичка гимназија, професорката Алексич има драмска секција со Во интерес на вистината, луѓето кои што им е другава хемисфера поразвиена се многу подобри гледачи, следачи на театарот. Да. И на уметноста, и на музиката. Да. Отколку вие што се занимаваат Да, со затоа што театар, им е музика. фасцинантно. Мене ми е фасцинантно како некој може да седне и да напише во информатичка равенка. Во средна школа, јас сум прилично социјално интелигентна, бев тука вклучена со сите во. И сега, овие што ги бива, викам, добра, ајде, имаше едни близнаци, Здравко и Марин, преинтелигентни, значи, викам, Здравко, дај, молим те, викам, нацртај ми ја равенкава. И пишува, сега тоа не е нешто, е пола лист. И, викам, добро, ај викам сега, молим те, објасни ми ја како на мало дете, објасни ми ја. И ми вика, ќе земеш тука X, Y, ова ти е заради ова ти е заради она и ова ти е заради она. Јасно ти е? Не. Не. Не му е него јасно ако треба да Не. изигра драмски текст сигурно, ама добро. Ама после тоа се видовме на не знам 100 години од матура и вика, пошто син ми има 7 години и свири послух све, клавир. Да. Вика, како е тоа? Викам, возможно, вика, јас си купив гитара и се вика мачам. Гени. Така е возможно. Што на прво се сеќаш? Сеќаш првото одење у театар, прва представа, што прво ти остана у глава од местото кај што штиците живот значат? Па добро, прво не, но сега веројатно на детски представи, мајка ми играше на представа, кај што играше Црвенкапа и беше скроз главна, најака, сите ја сакаат Црвенкапа и сите деца трчаа по незе после тоа. Ама тоа мене кај што ми кликна, Чоре го играше Волко. Чоре го играше Волко, а Дади го играше Ловецот. А Снежа Коневска Русија играше Иванка, Иванка беше комичниот лик. Многу беше добра представата, не е битно доаѓа нова година. Добро. Ние живееме во аеродром, на крајот таму ке Три бисери и имаше само таму една полјанка поред Вардар. Добро. И требаше мајка ми да иде на плоштад, Црвенкапа да дојде на плоштад, нова година деца вамо таму. Дојде хеликоптер, Антоне. Се паркираше кај нас пред двор, искочи како научна фантазија, ова е чиста вистина. Имам сведоци. Веруваме. Искочи Душко Костовски Дедо Мраз со вреќа. Дојде кај нас дома, влезе, сите деца дојде го видеа Дедо Мраз како дојде од хеликоптер, се симна и влезе кај нас дома, ни даде поклони, ја зема мајка ми Црвенкапа у костим и отидоа на плоштад. Значи Силвија Колепа Брена со хеликоптера
Бе, каква лепа брена, црвенка па. Нема, значи рачунај дека немаме поише од 10 години црвенка па иде до мраз. Не години подоста лепа брена со хеликоптер на стадион ја спуштаа затоа. Можда после. Али црвенка. Кој да види? Али црвенка. Добро, И тука јас сватив дека тука ми беше првата, ајде да речеме, фасцинација. После тоа ја гледав Верица Недевска во една представа Поблиску од Драмски театар, бев веројатно негде средна школа. И таа неизина улога Таа беше тригерот? беше печатот, да, тригерот за дефинитивно да сакам да видам таму. Добро. Со оглед на тоа дека твоите беа од дедот ти па до таткот ти, мајка ти, се разбира Династивно. Династија, мега звезди што ви рекле на не само на театарот, воопшто на македонското глумиште. Колку тоа ти беше, ти ги отвараше сите врати, а колку ти беше товар да ти ставаат сопки за и на академија, и на испити, и на улоги добивање, на вработување, не знам, на се и се што. Знаеш како има и од едното и од другото. Најголемиот товар веројатно сум си го задала јас како дете од фамилијава, пошто ние глумците сме голема фамилија. И кога ќе одиш во Србија, кога ќе одиш во Бугарија, кога ќе одиш секаде во светот, си дел од фамилијата. Ако си дете на глумец и така си прифатен. Или ако си завршил факултет за драмски уметности и нешто играш. Сега, многу ми беше тешко, затоа што во средно више бев звезда, имавме нели драмска секција, имав веќе 2 главни улоги во средна школа, јас не дојдов такна на академија. И сега тука се соочуваш. Ја полека пијам кафе. Ќе се отидам со шолјата долу. Главно мислам дека најголемите пречки и предизвици си ги зададов сама. Затоа што очекував од сама себе дека готово сега тука ќе биде. Работата е завршена, да. Дека треба да се протрча, не беше баш така. Особено заради тоа што тие и професорите и сите очекуваат со пречки. Да, јас очекував дека ќе бидам прифатена таму како звезда, бев прифатена како студент, како што всушност треба да бидам прифатена. Имаше ли некој, не знам, нешто лично што би рекле? Немаше ништо лично. Немаше ништо лично. Од некого? Не. Заради, не знам, релации со твоите? Добро, имало. Сега, негде јас сум се разочарувала, пошто сум, знаеш, од тие некои луѓе сум била третирана како дете поинаку, него кога сум била третирана како професионалец. Ама па кој знае каква сум била тогаш. Млада, мислам, немам поема. Јас имам породителски пристап генерално. Јас таков човек сум, ги прифаќам децата како нешто свето и се посветувам и објаснувам. Не сум го имала тој третман од колегите на моите родители, да седне некој да поразговара со мене, да ми објасни, да ме насочи, да ме усмери. Просто тоа искрено, реално кажано, не го добив од никого, меѓутоа е окей заради тоа што сега можам да кажам дека сите почитувам совет, многу сакам совети. Не е дека сум дива, заради тоа што има еден човек се вика Дарко Бајич, кој што во еден разговор ми беше извор на... Дива као филмска дива или дива као непитома? Дива као непитома, као див човек. Не, значи сакам, прифаќам совет, прифаќам критика, кога ќе ја најдам полезна и конструктивна. Така, имаше момент кога беше на работна ивица да дигнеш раце од се или не ти дошло тоа? Не, никогаш. Никогаш? Не, јас сум Не, ништо. Сум имала разочарувања од себе, пред све, од други, нормално, животот нели тековно, ама сум неуморна и сум борец. Так. Не ме мрзи ништо. Покрај театарот, филмот и телевизијата се разбира, тука се, и сега од овој агол гледано, што ти беше потешко, зборувам, сега веројатно е веќе рутина, ама на почетоците кога прв пат се сретна со филмска камера или да речам со прв пат меѓу првите излегувања на театарските штици, што ти беше потешко, да се соочиш со публиката или со објективот?
Види, секоја публика, секој излегување ти носи одредена одговорност. Све одговорно се. И овде има публика, ако не не ја гледаме. Да. Впрочем. Значи секое излагање баш излегување пред публика, ти се изложуваш. Изложен си. Не знам, исто е некако. Видно, знаеш која е разлика, што ја прави разликата? Можеш да вратиш овде не. Не можеш да вратиш, него колку си спремен, не те чека никој ни таму. Колку си спремен, колку си работел дома. Колку ти е завршена работата. Ако си спремен од дома, си спремен. Ако не си спремен од дома, не си спремен од дома и тука си несигурен и тоа е тоа. Да, работата е да се спремиш од дома. Да си ја завршиш домашната, па да. Кажи ми, тинеџерските години. Спомнавме гимназија, спомнавме како се вели. Јас спомнав и прва љубов, ама ние на последна сме изгледаме, затоа на крај. Добро. Кажи ми, колку ти е тинеџерски години со оглед на тоа дека од прилика тоа време негде ја доживеа загубата на ненат, односно се случи неговото заминување. Имаше ли, знам дека е рана која веројатно никогаш не зацелува, ти секојаш родител сум го поминал ја, тоа и тоа со овата родители, но имаше ли нешто што беше барем малку утеха, во што сакаше да избегаш од реалноста во тие години, во тие моменти, во тие денови, ајде да речам недели, месеци? Јас татко ми го изгубив кога имав 13 години. Добро, тој е почеток на тинеџерските години. И тоа се можда најлошите години у кои што можеш да изгубиш татко. Да. Не знам колку луѓето ги интересира или се бават со тоа што тоа може да донесе како последица, затоа што тоа е сериозна травма. Многу сериозни нешто. Која што јас дури сега од аспект на моите години јас огледувам реално. Си донел, не ми беше лесно, многу ми беше тешко. Не тоа знам. Имаше ли некоја нешто во кое можеше да избегаш од реалноста на моменти? Јас не бев во реалност, јас не сум во реалноста, не знам, мислам што значи тоа реалност. Реалноста е што е реалност, што е нереалност. Сите тие сегменти и елементи од нашите доживувања ги носиме со себе. Реалноста е тоа дека се случи тоа, тогаш реална беше таката, реална беше среќата со пријателите, кога искочив утре дента, реален беше и погребот, реално и ни беа и сите тие луѓе и, знаеш, не можеш да плачеш 24 часа. У еден момент ќе почнеш да се смееш, у еден момент ќе почнеш да сакаш да работиш нешто, па после ќе се умориш, па ќе ти текне, па ќе застанеш, па тоа е цело едно не е фрагментирано. Мислам, е фрагментирано, меѓутоа е дел од целово што тече цело време. Имав проблем заради тоа што љубовта ја спомна, што ми се случи една девијантна ситуација кај што топлината од родителот кој што го изгубив, после тоа, пошто тука више 15-16 години почнуваш да се заљубуваш. Ја бараше ли Како не? Го бараше ли родителот во секој? Па сега не во секој, меѓутоа во тој кога ги се влюбиш, на тоа мислам. Имало делови кои што, например, ако не ме фасцинираат на тој начин, не може некаде да ме привлечам, да. А те токму затоа те фасцинира по возрастни мажи? Имаше еден период во кој што, да, кој што го се возрастни, не мислам сега на постари од тебе, да не видам битно, ама види, тоа е некако природно и сега природно неприродно, еве ги сега ги гледам рилсите како ги вадат. Една жена додека расте, млада жена расте со еден или двајца родители, еве со двајца родители. Женското природно е поврзано со таткото на еден драгоцен начин, како што момчињата се врзани со мајката на еден драгоцен начин. И сега жената кога Јас имам ќерка.
Значи сите имаме деца, сите знаеме како сме врзани, како сега може да се лажеме до задутре, али мамино синче и татина кирка, тоа Не е е еден случајно шаблон измислено. од кој што биолошки не може да се просто побегне. Сега мене ми се скрши тој филм со родителство и мојата жето се распрска на некои други места, природни или неприродни, не е ни битно. Сега ќе се вратиме на тоа природни, затоа што жената во помладите години, кога бара некој со кој што ќе дели секојдневност, бара совет, бара поддршка, бара водство, бара топлина и заштита. Жената природно, кога е млада. Повозрастните жени кои што веќе се оствариле како мајки, не го бара тоа толку. Пружаат, повеќе пружаат и овие сите работи што ги кажав. така. Мажите исто така. Така. Години подоцна, не многу до душа, а како не, може би 10-тина, Македонијата е запозна или по широката јавност барем, како мис на Македонија, За 2007. тоа. Од каде ти тие води? Ни пред тоа, ни по тоа. Ни пред тоа, ни по тоа, точно така. Од каде? Па се запознав со Лидија Велковска, бев повикана да ја водам манифестацијата. Така. Лида имаше лиценцата долго Лидија време имаше за мис на лиценцата, светот. ако ја нема и се уште. Не, нема веќе. Од Добро. последнија година, ама се едно, не Не е ни битно. Битно е дека ми беше тоа беше некоја понуда која што тоа да се пријавам. Беше понуда која што ми се виде, сватив дека су во тие години кај што можам. Ти можеш и сега вака како изгледаш, ама искрен да видам што си постара, тоа си помлада, ти го кажат и овде рекорд, тоа ама е јавно. Фино си проедов, супер беше тоа, зашто да не го имам и тоа во себе. Сега уште да отидам на ова Евровизија, тоа ми е последно. А види како си тргнала, да ти... А каква Евровизија, што не ти препорачувам, ама... Не е битно, ќе битно мора- да си му сиви. Ќе мора нешто да измислиш, како се вели тоа, екстравагантно или бизарно, не знам, трето нема. Мислам дека ќе идам на лес измор. И тоа функционира. Тоа за некоја година таманија кога ќе видам созреана за Евровизија ќе почне да функционира. Така. Па, веројатно некако, не знам каква појава. Можда како се вели, као Јована кај Биело Грлич у Сенки на Балканот. Да се распукаме таму по сцена. Имаше и поинакви сцени. Види, ја не знам за како ти тоа го доживаш, ја мислам дека токму тие како се вели прилично жестоки еротски сцени, ама од друга страна и прилично бизарни овој сцени, тие вратија некако популарноста во Македонија. Овие као тогаш да те открија, овие како се ка ново компонирани ајде да не речам гледачи, ама ќе речам овие кои помалку и разбираат од уметност. Па добро, тоа е природно. Па добро, види, тоа е комерцијална една приказна, а јас сметам дека работите треба да живееме во едно општество кое што е така. Да не те осудат, да не кажат, да не те покажат, да не ти извадат име, леле баба ми. Око да ти извадат име, да не ти извадат. А светот паралелно на сето си тече. Значи имаме филмови со Шерон Стоун, имаме филмови прилично сексуални, имаме се нешто на телевизор кога ќе пуштиме. Ама не сме, ние не сме на Балкан, не сме умало, не сме. И можеме. Емануела ги обожава филмовите. Добро, тоа е друга тема. Ама јас се потрудив тоа да изгледа како што треба. Ако е веќе напишана сцената така како што е напишана, треба да се одигра така како што е напишана. А ликот не е Јана, таа е Јована. Така е. И тоа е всушност целата идеја на тоа да завршиш глума, дека еден ден ќе треба да одиграш лик кој што е Јована.
кој да бил жанрот на филм? Кој да бил жанрот, па добро, сега, добро, има, види, тоа е било гледаш, тоа се пушта на телевизија. Така да. Не е, таа цензура Кој не беше е... се страмеше, Кичич или ти? Кичич. Да? Кичиче, како беше улогата му беше, како беше улогата? Мислам, Калугерот, одлична улога имаш беше фанталната. името, да, добро. Добро, за машките веројатно е пологично да. Па во разговор со овие филмаџиеве вика дека е многу полошо проаѓаат во смисла на срам од Да. голотија мажите, машките глумци него жените. Може Ја да им се- гледав- може да им се познае, не за друго, како е жената. Тања Бошковиќ, случајно ја налетав на неа на телевизија. Тоа се некои часови по самодоверба кои што се учат така инстантно во 2-3 кадри. Имала прилично и она експлицитни сцени. Прилично значи чеки се пак збориме, глума е. Сме За глума зборувам, не зборувам за управо. Да го доживееш голото тело како костим, голотијата, да ја доживееш како костим. Бара многу работа. Бара излегување од своето лично јас, кое што впрочем се бара и во градењето на сите други улоги. Меѓутоа е многу добра алатка тоа голотијата да се ексклудираш себе си, своето его, своето ја од тоа од ликот, од егото на ликот кој што го создаваш. Види, се согласувам до негда. По таа логика, овие нудистиве се на отворен open театар. Па добро, тоа е приватно и тоа е некој ослободување, пошто тоа е голот, ако сакаш да збориме за голотија, тоа е веќе друга тема. Значи, постојат нудистички плажи. Мене не ми е искрено нешто, Бог знае колку пријатна нудистичка плажа, заради тоа што луѓето со вековина назад се облекуваат. Не е достојно да бидеш гол. Просто не е достојно, ама сега ако се донесе закон дека утре сите можеме да се шетаме голики, се шетаме голики, се навикнеме. И нема да биде некој етап. Сега има првиот сексуален символ е зглобот. Кога почнале да фотографираат, не знам која година таму, гол зглобна жена која што дзирка е глуждо ти се гледа, да. И тоа постои. Човештвото си варира во однос на нормите и на што е модерно, што е забрането, што е осудено, што не е и така натака. Европа тера во некој друг правец, Русија тера во трета, Америка више, мислам, знаеш како, луѓето се, ако ти кажам дека во Јапонија педофилијата е нејасен критериум. Не знам, а вака ме чудо невиден сум. Да, и јас бев. Ама луѓе, различни критериуми, различни Добро, во Јапонија погледи гејшите на кои се сеста. куртизани у суштина и кон нив има огромен респект и почит целото општество. Не знам и тоа дали го знаеш, веројатно го знаеш. Се на ниво на жени божици во нивната традиција, ама тоа е сега друга приказна, да не одиме. Више влагаш у феминистички теми, ама ајде добро. Повели? Ајде да влезам во една поконкретна. Што ти беше потешко да одглумиш, која е веќе глума, кога е голото тело костим? Ти беше да го одглумиш, како се каже, жестоките еротски сцени или бизарната сцена на пресечен врат? На клање, што би рекле. Колење, класично. Немаше нешто, Бог знае колку глума у тоа колењето, тоа е правиш физички, мамаде и ова друго не беше нешто. Види, Добро, има поише мрдање у првото, второто, ама... па има повеќе мрдање, имаше повеќе чекање, требаше да чекам, многу мразам да чекам, ич не ми убаво кога чекам, дајте да премине. Али, да, не, мислам... А ти си за набрзинка, мислам... Не, јас не сум за набрзинка, него сум за да има глагол, чекање и стоење во место, тоа ми во филмската индустрија често се чека и се стои во место и тука ми ова додека ја снимавме сцената, супер ми направија супер интимни услови. Антонио! Фотографии, услови. Значи во собата беа присутни само глумците и директорот на фотографија. А сега не е баш едноставно да се... Знаеш,
костимот е нели голото тело е покриено со бањарка. Сега јас ми треба некое време затоа што треба да говориме текст, треба да се случуваат одредени работи, пошто Така да има действие, тебе да ти падне пешкирот на плажа, ќе се згрчиш во еден така, момент, може. така треба да го ослободиш мозокот, дека Free your mind, што? free your mind, да. И беа загрижени како ќе реагирам. И костимографката дојде и вика да не ти е ладно да те покријам, викам немој молим те, викам гледам дека ти е непријатно, ако ти е тебе непријатно, викам јас не смеам сега да ми биде непријатно. Ако ми правиш да ми биде непријатно со тоа што тебе ти е непријатно, ми пречиш, не ми завршуваш работа. Така што веројатно на сцена беше само еден кадар. Тоа се технички работи. Предходно шминкерот ти прави едно се става нешто на вратот и после тоа се повлекува. Она беше тука, значи она повлекува и тоа почнува да прска, нема врска ножа, значи нема. Не, разбирам. Како што се гледа од приложеното. Да, како што се гледа. Да души има покриено. Добро, каква си во оние работи видовме од приложеното, ама каква си во кујната? Ајде да те прашам, како жена домаќинка, знаеш ли да готвиш? Да, апсолутно. Магионичар сум. Или си купувате од Не си дома? купуваме. Од надвор ствари. Не, јас сум од оние комплицираните, со рузмарин, со путер, со запршка. Запршка, лукче. Добро да кромиче, лукче. Се нешто, бургери сама правам, кюфтиња сама правам, дивеч сама правам, паштети сама правам, све. Сама правам. Чуда. Значи сметам дека кујната брза кујна или на тенане? Брза. Ништо, значи све е многу добро спремено и све не трае поише од 15-20 минути, пошто се нема тоа. Манџи. Ти си за кај шеф Никола? Да, утре можам да почнам да работам во ресторан, можам да направам мени, можам да давам кои намирници да ми се донесат, значи све. А кујната е поле за надпревар културен и уметнички меѓу народите. Меѓу желудниците. Меѓу желудниците. Добро, тоа е друга приказна. Цел живот си вака слаба, ја не знам, внимаваш ли на тоа? Тренираш нешто, правиш, пустиш? Или пазиш што јадеш? Пазам што јадам, пазам кога јадам. Значи тоа торти, чоколади, јогурт? Не, јадам и торти, чоколади, све јадам. Да? Шекер многу сакам, мислам дека намерно му прават контракампања на шекер. Веројатно генот, познавајќи ги од господин Ацо Јовановски па до натака, нема дебели у фамилија. Имам гојазност, ама не знам, се борев со тоа у тој тинеџерски период, ама некако најдов некој систем да функционира. Кажи ми, споменав на јавата дека си љубител на животни од девојче, што ви рекле, иако и сега би личиш на девојчица, втор пат комплименти, трет пат частиш. Сте чувале дома од кршаци, мачки, глувци, не знам што се, кучиња и така натаму, да. Ама од каде фасцинацијата од циганите летаат во небо, или од тој филм со коњите и како тоа ти падна на памет дека можеш да чуваш, односно да сакаш да имаш домашен миленик кој не се чува урбани услови? Види, не знам како да ти одговорам на тоа прашање. Затоа и постои паролата Being a gypsy is a state of the soul. Состојба на душата. Јас сето тоа со кое што ромите или постарски, ќе речам, циганите се бавеле, ми е мене блиско, ми е мене мое и го чувствувам како дома. Коњите ми се дома. Мене јас на 7 години беше фрка дома зашто Филип од праводеление може да иде на хиподром, а јас не можам. Па се направи цела организација и секој викенд не возеа на коњи, немаше шанси да се отиде на било кое друго место. Јас јавам од својата 7 година. Тренер, па после тоа ми стана досадни таму, пошто не ми даваа да правам што сакам, пошто проба џокеј да видиш. Џокеј не затоа што нема Македонија трки, али скокав препони. Скокав препони, да, и се надпреварував. После тоа сватив дека ја знаат сите приказната. Имаше тука кај железничка чуваа коњи.
со граѓаните мои. Така. Под железничка. Под железничка, па ги пуштаа да пасат тука кај нас со полјаната, кај што се спушти Дедо Мраз со вакво, имаше трева со хеликоптерот, Украина. имаше, да се разбира. Па ме застадна полиција. Па Го јаваше? да. А што да му Без правам? узда, така? Па си импровизирав узда. Нели знам да направам узда. Од врвка. Од врвка, од на мајка ми А без седло, голи у седло. голи уседло. Па тоа е правото јавање. Да? Да, тука се држиш со нозе. А после тоа немаш овој како се вика карлица кичма. Не, напротив, сето тоа што е врзано со јавање коњи е благотворно, ако не паднеш и ја скршиш главата, е добро за телото. Велат дека нема ме садиш погрешно, ама дека дамите дури и блажена состојба доживувале при јавање или не е така. Не сите, не Мене сите. лично ми се нема случајно, ама ќе ти кажам една друга приказна. Ајде. Мислам пријавање Долго време коњи, да не направив свати некој пријавање коњи, да. Долго време направив пауза со јавањето заради тоа што мојот син има потешкоти со моториката. Добро. И една од најдобрите терапии која што се препорачува е хипотерапија. Добро. Не знам како делува на женското тело, ама знам сигурно докажано дека дека благотворно делува на телото на луѓе кои што имаат мака со моториката. Значи исцелувачки е јавањето, како ако направиш добра комуникација со коњот, пошто многу ги малтретираат и се. Извини, ако те прашам, го практикуваш сега тоа? Да, како не? Да, сега јаваме заедно. Браво. На гол. Само се узда. Апсолутно. Кога сме кај го спомна детето пред колку има 6 години? 7. Ќе полни сега во септември. Така. Се случи моментот да се освариш како мајка и сега колку поине го гледаш од оваа перспектива, од овој агол на животот, од колку кога си сам и само свој, а сега имаш некој за кој треба, мораш, сакаш да се грижиш. А сега сваќам дека тоа е мојот првичен, иницијален и најсилен порив. Јас сум родител, одличен родител. И сакам да имам уште деца и сигурно ќе посвојам барем уште едно. Сметам дека тој талент ми е примерен во однос на тоа колку трпение имам, колку креативност имам, колку сум неуморна и колку можам да дадам на дете и деца. Детето во себе, да го пренесеш во детето. Па има некоја поврзаност, сигурно, на некој начин, нешто што не сум добила јас, можам да го понудам, ајде така, не знам како да кажам другачи. Зошто да посвоиш? Заради тоа што нема да можам да израѓам 4. Немам време. Нема време. Нема време, а? Да, а има еве апел, гледам се борат со згрижувачи. И има многу деца на кои што им треба грижа. Семејство. И сметам дека тие деца кои што останале во тој момент без родители и без родителска грижа се сите се наши деца. Сите имаме одговорност према тие деца. Прифатила да имаш Како не? згрижувачко семејство? Апсолутно. Не, грижувачко семејство не е. Значи би можела да бидам да се бавам со едно дете, можда две, не знам, не си го познавам уште капацитетот. Моето дете има 7 години, од стапките и жртвите и воздржувањата за него сум ги направила со целото срце и без никакво каење. Моето дете со сите пречки со кои што се состанавме заедно во текот на животов, свири клавир по слух. Да, дознав негде дека знае да свири клавир и тоа без да учи. Свири клавир, да. Без да учи, јас го научив. Мислам без да Ама учи. без да чита ноти. Да, така, на тоа мислев. Не знае да чита, уште не знае да напише. Тешко Не пишува. сватат овие што свират у филхар... Овој, добра, ајде да не ме сватат погрешно. Што свират по свадби, а камоли? Свири разложени акорди. Така. Совршено послух. Јас, на пример, знам да свирам во амол само,
Он више ги трансферира и во Хамол и во Цемон. А ти само молски, дурски никако. Дурски Цедор. Добро, кажи ми, се врати во Скопје да живееш, се врати од, како се вели, од работни причини или од приватни причини? Па и... Јас сум тука цело време всушност. Патував заради тоа што ми беа поблиску одредени центри кај што можам да си го носам детето на рехабилитација. Тоа беше главната причина, заради тоа што иако бев почесто во Белград отколку во Скопје во тој период постпородилен, немаш време да се бавиш со тоа. Јас и ден денеска немам 8 сати за сет. И ден денеска ми е многу тешко да постигнам одредени сати за театарска проба секојдневно. Тешко ми е. Просто ова што се случи со Скопје вија ми е благослов од Бога, заради тоа што начинот на кој што и брзината со која што се одвиваат тие подготвителни сеанси се апсолутно подесени на моите можности и потреби. И фала им на председна Мишел и на момците многу заради тоа што излегуваат во пресрет, за да можам да го дадам максимумот во Скопје вија. Тоа значи дека театарот е на стендбај или? Па сега во овој момент кога збориме веќе може и да не е на стендбај, затоа што Ненад ќе почне во прво оделение да оди во школа. Меѓутоа до сега тоа беше не знам како возможно. Некој ќе требаше да биде оштетен. Да. Мајка ти Силвија е тука, верувам дека ти помага во многу нешта или грешам? Во главном сите луѓе се вклучени толку колку што можат од моите најблиски во мојата приказна. Так. Кажи ми, како доживеа оној момент кога ја имаше таа аферата со зборувам за Силвија, за апсењето, со приведувањето поточно. Добро, мене на почеток тоа ми беше многу смешно, не воопште не мислев дека ќе ескалира у таа димензија у која што мене малку ми личеше на филм, да речам, на крими филм, ама после сватив у првиот момент сватив дека тоа сериозно. Јас исто, точно така. Јас бев во моментот во Романија. И заврши како што заврши за среќа таа приказна. Ама веројатно создава травма во прв момент, е шокантно за нас, а камоли за семејството. Каква травма, жената ја држеа во домашен притвор. Тоа беше реална ситуација во која што ја обвинија на 3,5 години затвор. Не обвинија, осудија. Ја осудија. Добро. Па после тоа на апелација го симна. Меѓутоа да, на првичното создание. Човек кој што е чист, нема црна дамка, нема никаков контакт со криминал, ништо, значи нема на црвено не прошла, еде така да кажам. Она е толку правична, толку е јас влечам последици заради тоа што не сакала непотистички да не вклучува во театар, за да некој не каже дека направила крим. И сега она се соочува со сериозно, ја се смеев кога биди како глупости сега ќе ја пуштат. Може да се најдеш него приказна без да знаеш или без да сакаш. Не велам дека тоа не може да се случи, ама како да ти кажам, сега тоа е друго прашање дали си виновен или не, ама тоа е. Не, точно тоа е прашањето, дали си виновен или не. А не си виновен. Значи збориме за организиран криминал, продажба на 1 тон кокаин во Шпанија, кокаин кој што воопшто не дошол на територијата на Македонија. Кој е тоа дело? Зашто ја држеа жената? Зошто ја судеа? Чека допис од шпанската полиција. Докази чекаа, пошто тука нема какви докази. Во кој што во релации, во контакти со веројатно Она беше во тој период во брак со човек кој што во тој момент беше во таа Шпанија. Значи, тоа не значи по автоматизам дека ти си вклучен, ама знаеш како. Зборам за ама знаеш како?
Ама знаеш како се 3 години во животот, 5 години, не знам колку години веќе. Добро, и траума која останува цел живот. Траума која останува цел живот. Многу работи она пропушти. Не дојде на крштевка. Не дојде на многу работи пропушти. Тоа е тоа. Во една емисија која последен пат бевме јас и ти пред камера, односно пред микрофон, ја раскажа, добро, ја бев зад камерите, ама бев дел од приказната. Ја раскажа приказната за пеперутката и сега овие кои ја знаат, ама многу нови генерации не ја знаат, а имам после на таа приказна на прашање. Ке ми ја кажеш у кратки црти, у она, што идеш ти брзо. Што беше таа беше со песната, така? Песната за пеперутката беше и случките со завесата, со да, имаше со кутијата, со Русјаков, со Да. Веќе не знам на кратко сумиран се, тоа е некој символ кој што ме пратеше и се уште ме прати. Тие некои случајни коинциденции кои што јас верувам дека се знаци, а не се коинциденции. Имаше една пеперутка, не знам зошто, кај мене дома и некако символично ме потсети на некоја душа, па јас ја врзав со татко ми, седнав, напишав една песна за душата и пеперуткава, нели колку живеат тие. Кога умре, некој 24 часа дури во една кутија, да, ја спакував во една кутија и си ја чувам. Так. После неколку години Илија Ико Каров, мојот брат, за роден ден ми донесе поклон во мала кутија, многу слична таква пеперутка. Без да знае. Без да знае. Еве, среќен роден ден од нас, од друштво, од машки. Викам, кој го избра, викам ова? Вика, бе, Јано, вика, отидов и реков на Роска да види нешто за тебе, нешто што е убаво вредно од куќава, да го имаш ти. Роска е мајка му. Роска е мајка му, сасвим случајно. Тоа е еден филигран, убаво изработен. И така некако почна да се редат работите. Алек Русјаков ми посвети една песна во една од неговите книги со поезија. Исто стои пеперутка во насловот на песната. Викам, зашто, Алек? Вика, па не знам, вика, така некако, не знам зашто, вика. Пеперутки од сите страни. Пеперутки од сите страни, да. Добро. Пеперутки во стомакот, веројатно, кога се случува љубов, ама ја знаеш ли ти приказната за ефектот на пеперутката, односно состојбата? Ајде. Тоа е еден феномен кој го раскажуваат, односно научниците велат дека ништо не се случува случајно, односно се има причинско-последична врска и дека дури еден мал замав на пеперутката со крилјата во Мексико може да предизвика торнадо, да речеме, во Соединетите Американски држави, и тоа е секаква асоциација на еден случаен сретнат поглед со некого, на крајот може да ти предизвика цунами во животот, или како тоа го објаснуваат ефектот на пеперутката кој сумира настан што направил пресвртница во твојот живот, чии консеквенциите следат и промени за секогаш тебе. Ти се случи ли тоа во животот? Јас животот го делам на точно тие моменти и кога ги нема тие моменти. Мене основниот порив мотор што ме води напред се точно тоа чувство на пеперутки, радоста, љубовта. Не љубовта према човек, можеш да се заљубиш во проект, можеш да се заљубиш во животно, можеш да се заљубиш во било што, во некое место, во некоја локација, да ти е нешто што ти создава чувство на убаво. Чувство на убаво, радоста. Тоа е тој мотор кој што треба да го следиме. Многу ми е жал, не знам како денеска се. Јас сум секогаш за доброто да победи и секогаш сум без разлика на тоа. Има се едни патриархални правила, норми, ситуации во кои што држи многу луѓе несреќни. Ама правични. Так. Јас сум од овие другите. Јас сум секогаш за тоа, пошто верувам дека таа хемиска ситуација
што ти се создала. Пеперутките. Ако имаш ти привлечност према глумата, не може од дома на сила да те тераат да бидеш доктор. Ако ти си се заљубил во една жена, не може да не... Знаеш како, дајте малце сите се молиме на Бога, дајте малце да му веруваме. Пошто што е тоа? Од каде доаѓа тоа? Од каде доаѓа тоа што го чувствуваме како глас на вистина кога вика? Од каде доаѓа тоа? Радно некаде од внатре, од душата. Од внатре Бога. или од Бога? Каде тогаш Бог? Каде е пречистувањето со молитвата? Каде се сите постови што ги работиме за да привлечеме, мислам, целта на сите е да сме среќни, така да си најдеме место, цел во животот, да служиме за нешто, како ќе го правиме тоа ако правиме компромис со се прави компромис освен со вистината и со пеперутките кои што сите ако не сме згаснати ги чувствуваме во душата. И даваш ли на гасеницата време да стане пеперутка? Доволно време. Како што кажав, Да се метаморфоза. не сум нешто Бог знае колку, порано бев многу поимпулсивна од сега, меѓутоа брза сум заради тоа што ги чувствувам работите прецизно. Так. Ако сум имала дилеми порано, кога сум била помала, заради тоа што веројатно го прави своето. апсолутно, значи јас кога ќе почувствувам нешто, точно знам дека е добро или лошо. Кога сме кај пеперутките за крај, последното прашање пред да предам на 10 брзи прашања. Добро, ајде. Кога сме кај пеперутките, се чувствуваш и повторно љубена? Јас сум љубена цело време. Не, зборувам во човек. Ама зашто повторно, Антонио? Нема да Постои ли? зборуваме за тоа. Не, постои ли љубов? Кон некого? Љубов ти е не види, сега ме фаќаш во една фаза во која што јас Добро. не сакам да зборувам за машко-женски односи заради тоа што многу е тоа све коцкасто денеска и треба веројатно така да биде, меѓутоа на не сите луѓе им се случува да го доживеат тоа на што се надевали или што го очекувале. И мажи и жени. Луѓето се менуваат во процесот, а бракот е за секогаш. Не зборев за брак. Или врските се за секогаш. А љубовта... Не значи ако си во брак дека не можеш да се влюбиш и во надвор од бракот. Па добро, тоа се сеајни контроверзни теми на кои што јас секогаш имам став. Зошто сега јас да те прашам тебе едно прашање. Зошто љубовта, кога веќе е дадена... Почував за крај тоа, ама ајде. Љубовта, која што Добро. веќе е дадена, нели? Добро. Ајде, ќе распука хемија, ќе ти се допадне некој, ќе ти се возврати тоа, ќе се случи таа некоја ситуација. Како тоа и тој ќе те праша сакаш ли да бидеме во брак и ти ќе му речеш да сакам и вие ќе се споите во брак, ќе направите свадба, сите ќе играме, ќе преме. И после си идеме дома, тука завршува Дизни причата со свадбата и што преме дома. Како љубовта се чува? Веројатно како да ти кажам, као и душата што треба да се чува. Треба емотивно да се храни, нема друго. Треба емотивно, не само емотивно да се храни, Добро. треба да се храни практично, физички, со Секако. глаголи, со работа, со труд, со се. разбирање, со Добро. трпение, со љубов. Љубовта треба да се храни со љубов. Пошто ако не се храни љубовта со љубов, ќе умре од глад. Тоа го зборувам. Затоа велам емотивно да И се после храни. тоа ќе дојде народот. И ќе рече, она тука нешто сгрешила. Никој никогаш нема да каже он тука нешто сгрешил. Што е да направил? Секогаш. Тука не се согласувам, ама добро. Знаеш како, зависи од чија страна се. На телевизија? Дали си слушнал некој никогаш да осуди маж заради пропаста на некоја врска или брак? Има ги разни се, има луѓе кои се, не знам, зависници, алкохоличари, вакви такви, па ги осудуваат. На крајот на краиштето има и Па ни тоа луѓе јас кои не се слушнала. лоши луѓе, не знам, дури да нема ништо од пороси. Така што како да кажам. Но, добро, генерално во машко-женските односи, ако живееме повеќе во машки свет, и ако ја не се согласувам,
Како велат, за секој успешен маж стои успешна жена и за Тоа треба да биде и обратно. И за секоја успешна жена стои потентен маж. Не, Антонија, не потентен маж. Стои маж кој што заедно со неја ги чува децата. Ама кога зборувам потентен, не зборувам само. Потентен мислам, оној што може. Оној што може, маж кој што може да понуди изобилство. Добро, изобилство од време, изобилство од материјално, изобилство од внимание, изобилство од родителство, изобилство од многу работи. Луѓето не кореспондираат веќе на тој начин заради тоа што од жената се очекува ненормални работи. Тоа е како компилација на потенција. И така се губи љубовта. Ако се изгуби љубовта, а у 70% од случаите се губи љубовта заради тоа што не се чува. Значи не си влюбена, можам да закажам. Не бев влюбена, цело време сум влюбена. Како што ти кажав претходно. Добро. Највлюбена сум во син ми. Знаеш каква љубов е тоа? Тоа е страшно, па тоа се станува од Сабајле, па тоа се мама. Па што сакаш да јадеш, повели сакаш, па кај ќе идеме денес, што ќе правиме, што сакаш мама? Па љубов, јас сум нонстоп. Нонстоп сум љубов. Драго ми е дека е така. Може ли брзи прашање? Ајде. И да го затвориме кругот. Може. Театар или филм? Двете. Абе, двете не може. Може. Мора. И плюс и музика таму допише. Чекај, не скокај преку пречки. Мюзикл или кабаре? Еве ти музика. Пак двете си. Мюзикл, кабаре, веројатно кабаре. Сам мюзикл е театар, пак ме прашуваш, кабаре е клубска играчка и публиката е поинаква. Ова играчка на зборови се, како да ти објаснам? Добро, ајде. Етно музика или класика? Комбинација. Кај не се све у комбинација луѓе. Импровизација или строго држање до напишаниот текст? Строго држање до напишаниот текст. За улога, добро. Ете ти едно чисто. После настап, дружба до мугри или дома на спиење? Дружба до мугри. Не се Како десило одамна. партнерка, слушај, како партнерка, потешка си приватно или професионално? Не знам. Не сум тешка, многу сум Мажот со лесна и на тебе двете кој е у љубов полиња. му е потешко или кој имате заедничка бизнес заеднички? Те разбрав, лесна сум секако. Секако Многу лесна. едноставно со мене, да. Добро. Све е договорливо. Што носи поголема среќа, долга врска или инстант љубов? Долга врска. Ранобудник или ноќна птица? Ранобудник. Злопамтило или секој заслужува втора шанса? Секој заслужува втора шанса. Театарски лауреат на фестивал или на фестивал на драма или полна концертна сала? Ај сега. Оскар или Вембли работава? Види, ја можам и двете. Пак она со. Ке дојдеме, ке се видиме за 10 години, пак ти и ја ќе видиш. И едното ќе ги имам штеклирано и Нема да другото. остан толку долго овој пат. Рече брзо ги правиш работите, ќе почекам брзо да биде. Мене ме концептот толку. Немам ништо што друго да те прашам за ова издание. Задоволството беше мое да зборувам со прво драга пријателка, ценета уметница и на крајот на краиштата жена која има овој како се вели став и она што ви рекле мажите машки нешта кои се невидливи, а толку многу видливи. Ти благодарам. Фала ти тебе. Јана Стојановска. Thank you. Thank you. Драги мои, мислам дека отворивме многу прашања, кажавме многу работи кои ги знаете, а можеби не ги знаете, некои за прв пат ги слушате, некои сте ги чуле, начуле, ги потврдивме, негиравме. Не знам, дознавме нешта кои никаде нема да ги слушнете, зашто никаде ништо слично како овде во Ништо лично. Имавме една вистинска дама, една вистинска мултимедијална уметница, така што и посакувам успехи на, како вели, на едното и другото, и на двете полиња, а најмногу на приватно поле, заради тоа што, како велат, се може, ама една е мајка. Така. Јана, ти благодарам и вас ви благодарам. Бидете тука, бидете така, се гледаме за 7 дена
повторно со многу ексклузивен гости. Чао!